Следно ја вклучуваме колешката Елизабета Митреска, но овој пат на позитивна тема, затоа што годинава најреномираната театарска манифестација, Македонски театарски фестивал Војдар Чернодрински, се подготвува за голем јубилеј, односно 60 години постоење. Се знае и годинишниот слоган, меѓутоа и авторот, така што деталите не ги споделува Елизабета Митреска и секако ќе дознаеме како течат подготовките. Добро утро по втор пат. Добро утро по втор пат. Да, голем јубилеј за Македонскиот театарски фестивал Војдар Чернодрински. 60 години постоење, најреномираната театарска манифестација кај нас. Велиме дека го одразува моменталниот театарски миг во кој се наоѓа продукцијата театарска во земјава. Годинава на вистина големо одбележување. Да, се знае слоганот храбриот нов театар е слоганот на годинашново издание на фестивалот, кој ќе се одржува во јуни, тоа е стандардниот термин. Се знае и авторот во фокусот, а во меѓувреме селекторот и уметнички директор Ана Стојановска ги гледа представите продукцијата на македонските театри, на независните театарски оние асоцијации кои ќе понудат нов храбар театар, што би рекол слоганот. Течат подготовките, наскоро ќе се знае каква ќе биде програмата и секако има и бројни работилници кои го представуваат театарот како севкупна уметност од давнината па до денес, што живее и ќе живее понатаму. Ние разговаравме со уметничкиот директор Ана Стојановска на една од сцените во Центарот за култура Марко Цепенков, сцената 105, и предлагам да го слушнеме и да го видиме разговорот и што ќе ни пренесе уметничкиот директор за текот на подготовките на јубилејното издание на Македонскиот театарски фестивал Војдар Чернодрински. Да го слушнеме и да погледнеме разговорот. Разговараме со Ана Стојановска, уметнички директор на Македонскиот театарски фестивал Војдар Чернодрински. Не е рано, Стојановска, да се говори за големиот јубилеј на театарот. Брзо ќе ни стигне и јуни, меѓутоа активностите мора да течат, а ги има многу. Во овој период ги гледате представите кои ќе бидат во идната официјална програма на фестивалот. И секако веќе знаеме кој е автор во фокусот, знаеме слоганот на јубилејното театарско издание, па што ќе понуди и како течат активностите. Благодарам прво за интересот, вашиот интерес поврзан со фестивалот Војдар Чернодрински. Да, подготовките течат и од минатата година и ова. Ги следам продукциите кај сите театри во Македонија и независната и професионалната театарска креатива која што се случува околу нас. Слоганот на овогодинешното издание, што ќе биде од 5 до 12 јуни оваа година, е храбриот нов театар, со една желба, нели, да бидеме посветени, да создаваме еден нов формат на театарот, да го предизвикаме секој креативец во полето на театарот да создава надвор од така наречената комфортна зона, да истражува нови форми, што би рекол Чехов, и да се вратам на изворот од каде што е земен цитатот, односно од романот на Хаксли, Храбриот нов свет, би сакала да поврзам, нели, дека неговиот наслов е земен од Шекспировата бура, на некаков начин да се обидеме, да се тргнеме настрана од се што е комфортно, седно, досадно, ако сакате да кажам, и да бидеме малку попровокативни, затоа што сметам дека такво време заслужува и таков театар. Авторот во фокус е Дејан Дуковски, нашиот најпознат, најизведуван, најпреведуван драмски автор, и мислам дека соодветно ја заокружувам својата платформа што ја почнав како враќање дома пред 4 години, со Коле Чашуле, преку Горан Стефановски, преку прилепските автори, сега да затвориме со Дејан Дуковски. Дејан Дуковски е најпреведуваниот македонски автор и за него посветуваме цел еден елемент од програмата на овогодинешното јубилејно издание на фестивалот. Тука се и работилниците. Да, ќе се случуваат работилници, едукативни работилници, театарски работилници поврзани со професионалци, мастер-клас што ќе го одржи авторот во фокус, бидејќи им сметам дека има што да каже. Кога станува збор за јубилеј, посебно на олку голем јубилеј, 60 години, нема фестивал во Македонија што прославил толкав јубилеј, театарски зборувам, се разбери, има други фестивали. Меѓутоа, театарски фестивал, тој е најстариот и најзначајниот македонски театарски фестивал и сметам дека
заслужува достоинствено прославување, почит и честување на фестивалот. Така што програмата е комплексна, ја создаваме секојдневно, се обидуваме да направиме да биде привлечна за секој гледач во Македонија, не само за Прилеп тие денови, туку да се случува постојано, нели, до самиот фестивал, така што имаме активности и на нашите интернет страници, имаме видеопрограма која што е активна, така што сакам пак да дојдеме до таа цел Прилеп да живее за театарот. Така е, и фестивалот ја направи својата традиција да бара да се достават нови драмски текстови од домашни автори да бидат наградени, а од друга страна не можеме да го одбегнеме прашањето за театарската сцена. Не ни недостасува во цел град, меѓутоа, да бидеме реални, го имаме Центарот за култура, имаме оваа сцена 105 и што понатаму. Јас се надевам дека ќе има театар. Најважно е тоа затоа што во ред е да имаме сцени на кои што би се играле театарските представи, меѓутоа сметам дека Прилеп заслужува и повеќе, нели, и со години уназад, не само сега, бидејќи сега некако стана актуелно да се зборува поради ситуацијата. Меѓутоа, ако знаеме, а ние знаеме и двете во Прилеп, дека таа театарска зграда постоела од секогаш, од како ја паметиме, и знаеме дека се треба да се одржува и уредува, мислам дека требало многу одамна да се вложува. Така што ја ценам секоја иницијатива за обнова на театарот, реконструкција, поставување, што и да решат да го направат, меѓутоа актерите да имаат свој дом и да не се ограничуваат на просторот, дека немаме простор, туку да го побарат креативниот потенцијал во себе си. Прилеп има одличен ансамбл, имал секогаш одличен ансамбл, ова не го кажувам како прилепчанка, го кажувам само и како театролог, и секогаш имало можност да се создаде нова естетика, така што им посакувам не само нова театарска зграда, туку е да најдат и својата собствена театарска естетика. Па во контекст на театарската зграда, која треба да се реновира, на театарска се обнови, што поскоро посакуваме, во контекст на јубилеот, уште повеќе символика добива новиот слоган, новиот храбар театар. Да, затоа што ни треба да го поврземе минатото, бидејќи имаме со што да се гордееме од тоа минато и да им дадеме простор и крилја на овие млади луѓе што ќе не наследат, да создадат многу подобар театар со кој што Македонија ќе се истакнува и надвор од нашите граници. Благодарам, Стојановска. Ете, ја слушнавме Ана Стојановска, уметничкиот директор на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Ние со нетрпение ќе очекуваме програмата на јубилејното издание на Македонскиот театарски фестивал 60 години постоење и се надевам дека во наредниот период ќе имаме повеќе информации како и кога ќе се реновира театарската стара зграда која во моментот не е во функција. Се надеваме на најубавите вести, нели? Студио. Благодариме Елизабета Митравска, беше тоа со второто и последно линковско вклучување од Прилеп за ова издание на Македонија наутро.